Над 4000 слободни места за пријавување на нови студенти предвидува отворениот конкурс на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. 2168 за редовни студенти кои што може да се запишат во еден од трите уписни рока. Првиот уписен рок е 20, 21 и 22 август, вториот уписен рок е 4 и 5 септември, а третиот уписен рок е 17 и 18 септември. Во Орен има 820 слободни места. Пријавувањето во првиот уписен рок носи и поволности за заинтересираните. Оваа година имаме ослободување од плаќање партиципација на поголем број на студенти. Ќе споменам дека на факултетот за медицински науки ќе бидат ослободени 20 прворангирани кандидати со успех од средно образование кој што е над 80. Исто така на факултетот за информатика ќе бидат ослободени 10 прворангирани кандидати, по 10 ќе бидат ослободени на земјоделскиот факултет, факултетот за природни технички науки, економскиот факултет, правниот факултет, факултетот за туризам и бизнис логистика. Од 80 расположливи активни студентски програми, дел се и на англиски јазик. На економски факултет, на правен факултет, факултетот за информатика и медицински факултет има General Medicine студиска програма која што е веќе тековна, но од оваа година имаат и студиска програма на фармација на англиски која што започнува по прв пат. Постои можност за пријавување и на втор и трет циклус на студии. Тука пријавувањето е од 11 август започнува, завршува на 1 октомври. Значи, подолг е процесот на пријавување и ги повикуваме сите заинтересирани професионалци, наши поранешни студенти, но и студенти од било кој универзитет во државата, да ги разгледаат програмите, сите детали за уписите, сите потребни информации се објавени на интернет страниците. За пријавувањето на странските студенти, квотата останува иста. Таму имаме рамка од 30% од тоа што го запишуваме во регуларните квоти, таа бројка останува иста. Странските студенти се добре дојдени, имаме за нив посебен систем и на англиски јазик и на турски јазик за информации. Се надевам дека исто така ќе го препознаат квалитетот на универзитетот и ќе продолжат да студираат кај нас.